Коалицијата предводена од владеачката партија излезе како најголем победник на локалните избори 2025, освојувајќи ја градоначалничката позиција во град Скопје и уште во 54 општини низ Македонија. По завршувањето на вториот круг од изборите, кој се одржа вчера, резултатите покажуваат дека коалицијата вреди, освоила 9 општини, СДС и нејзините партнери 6, партијата НАЙ 4, Движењето Знам 1, Унијата на ромите 1, а еден независен кандидат исто така доби градоначалничко место. Овие резултати ја потврдуваат доминантната позиција на владеачката партија на локално ниво по завршувањето на двата изборни круга. Лидерот на левица, Димитар Апасиев, на пресконференција по завршувањето на изборите изјави дека резултатите покажуваат престројување на опозицијските сили зад неговата партија. Тој истакна дека кандидатот на левица за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, освоил над 30.000 повеќе гласови од првиот круг, додека кандидатот на владеачката партија зголемил само за околу 3.500. Апасиев оцени дека коалицијата вреди ги изневерила очекувањата на владеачката партија и ги повика гласачите на СДС да се приклучат кон левица за заедничка победа на наредните парламентарни избори. Тој порача дека ако партијата не добие представник во Државната изборна комисија, ќе има пекол во собранието. Кандидатот Мециновиќ им се заблагодари на поддржувачите, оценувајќи дека Скопје се разбуди и дека левица ќе продолжи уште поенергично во парламентарната борба. Српскиот председател Александар Вучик на интервју рече дека им понудил на земјите од ЕУ да купат муниција произведена во Србија, додавајќи дека купувачите можат да прават што сакаат со неа, изјава која ги отвора прашањата околу дистрибуцијата. Вучик нагласи дека Србија произведува големи количини муниција, вклучително минометски гранати, и дека бележи раст на производството. Иако официјално се држи до воена неутралност, тој рече дека Србија е подготвена за соработка со европските партнери и ја потенцираше својата активност во воената соработка во различни региони. Руски извори го обвинуваат Белград за користење посредници и лажни сертификати за испорака во Украина, но Вучик порача дека Србија никогаш не го довела никого во опасност. Од почетокот на следната година, 3 европски држави најавуваат зголемување на минималната плата. Германија ја усвои одлуката минималната часовна плата да се зголеми во 2 фази, од јануари на 13,90 евра, а до 2027 година на 14,60 евра. Во Албанија, минималната месечна плата ќе порасне на 50.000 леки или околу 515 евра, а во Косово таа ќе се зголемува во 2 етапи, од јануари 2026 на 425 евра и од јули истата година на 500 евра. Во Македонија, минималната плата изнесува 24.379 денари или околу 2,4 евра по час. Иако Сојузот на синдикати побара минимална плата од 500 евра, владата не го прифати предлогот, повикувајќи се на потребата од поголема продуктивност во приватниот сектор. Истражувањата покажуваат дека македонските работници се попродуктивни отколку што се платени, што отвора простор за раст на платите. Најмалку 20 лица загинаа, а 320 се повредени во силниот земјотрес што синоќа го погоди северниот дел на Авганистан, соопшти Министерството за здравство. Потресот, со епицентар во провинцијата Саманган близу градот Мазар, Шариф, бил со јачина од неколку степени и се почувствувал и во Кабул. Според Американскиот геолошки институт, земјотресот се случил на длабочина од 28 километри. Локалните медиуми јавуваат дека е оштетена познатата сина џамија од 15-тиот век во Мазар Шариф, од која се одрониле делови од минарињата. Властите предупредуваат дека билансот на жртви може да се зголеми, бидејќи спасувачките екипи се уште работат на терен. Авганистан се наоѓа во сеизмички активен регион и често е погоден од силни земјотреси.